Добро вечер. Добро вечер, дали се слушам? Не знам, човекот што ме прозва, тој изгледа не е железничар, него е некој мути вода у железница и многу се пали, многу се прави голем мангупа, ме изгледа го повредија муабетите што ги кажам преска, затоа така агресивно реагираш. Слушај, може да се задржиш малце на линија? Ајде. Може да го побарам на телефон, да му кажеш директно вака лично? Ајде бе, ајде, нема да. Ајде. Еве сега му звонам. Биди малце на линија. Еве дебата. Ало, железничар? Кажи ме, Јанко. Човекот со кого си разменивте протестни ноти е на линија. Дали се слушате? Гласно звучникот само, за да се слушнат. Што не се пофали што работиш у железница, бе? Ајде, кажи што работиш у железница, ја ќе ти кажам, јас сум машиновозач. Ти што работиш у Скопјанец, што там моче? Ај кажи што там моче Скопјанец, а? Он ти вика дека е машиновозач. Абе што сака нека биде многу ме гајле, што сака он нека биде? Од кој град си? Што работиш у железница? Еве, ја ти кажувам, машиновозач работам, му влечам. Он ако е машиновозач, он зиме 50.000 плата. И немој се тука он бар. Он не работа ништо друго, само си леже и си ода за Грција на викенд. Ајде бе. Абе, кого фалиш работодавци или фалиш бе? Ако спориш за синдикални права на работниците, ти треба да ги фалиш бе. Не да набаѓаш тука секој работник, секој запослен. Ние сме криви тука, имто не знам шо. И вие не знаете што правите со парите, после... Што ме спомнуваш имења презимења бе? Какви права бе, бајте? Абе, седиш човече бе, узме кој полтроси, кој... Да чекате да заврне па да си избајните. Директорите на некоја фирма таму благе везе немаш да работиш права. Имаш плата како еден куп што ги најдува што зимале плата, ни фирмата не знаат кај се наоѓа. Ја работам, ти работиш, па дојдеш по печерки уште, цела ноќ да бидеш на работа, скидеш ти имаш време за печерки да збираш. Веќе гледаш каде е креветот да го пољубиш бе. Што збориш бе, ноќна смена као да не знаеш како изгледа, сори не знаеш ти бе. Што заќуте бе? Јанко Војти заќуте, се изгуби, толку му беше, се предаде. Чекај, може ќе одговори. Чекај малце. Тука е на линија, сега ќе ти одговори. Повели, одговори му. Јанко, јас него не го слушак тука по телефонот многу слабо се слуша, ама знаеш што ти кажам, он зима 50.000 плата. И да не ми продава слава на мене. Значи, абе нека каже што работи. Таму секој викенд што трчате по 20.000 за Грција, од тоа пропаднава држава. Чекај сега ти, те слушам, те праша, знаеш што те прашува? Те прашува, што работиш у железница? Абе, не му кажувам, јас го знам него убаво, не му кажувам, како му кажам. Вие се, он вика дека те знае и не ти кажува. Ајде бе. Што ќе му кажам? Ајде нека се поздрави, па ќе се сретнеме, можем ги гелија или чекај, полека, не е работава. Слушај. Ово е источњак некој или јужњак е? Абе, не е важно, сега, не е работава за тепачка. Он вика дека ти земаш... Не, како тепачка? Чекај, полека. На пијачка, бе, пијачка. Вака, за пијачка е муабетов, така е. Ако сакате, дојдете ке мене у емисија, ке ве седнам, направите си дебата. Туку, он вика дека ти земаш 50.000 плата. Човеков се изгуби, Јанко, ја уште сум на линија. Ако има нешто да каже, не се пофали. Ово тебе е те гарантник, прашувам. манипулант, ништо пој. Добро, дали ме слушаш мене? Јанко, сега те слушам, да. Значи, он те прашува, он вика дека земаш 50.000 плата. Ај ќе ги делиме, кажемо, со него заедно. Ој вика дека пола од плата ќе ти дајал. Да. Ќе ги делиме ако земам ја 50.000. Така е што, нека дојдат у железница, ама нема што да разговараме. Да сте живи и здрави двајцата. Не сте представи ни ништо, кажи кај си, што работиш. Океј, ти благодарам за јавувањето.